Протестите на средношколците во Прилеп продолжуваат и денеска. Учениците кои ја изразуваат поддршката со протестите за заедничка Македонија утрово повторно се собраа во дворот на гимназијата Мир Чацев. Во изминатите 3 дена откако се појави видео снимка каде што директорот на Прилепската гимназија Мир Чацев Киро Николовски држи говор кој што побарува од нив за да одат на протести, се развива ситуацијата во изминатите 3 дена и при тоа се поставува прашањето, па дури можеби и во форма на заклучок, дали некој во државата врши зло, односно употреба на ученици во партиски цели за време на политичка криза во Република Македонија. Во продолжение одиме со најновите информации кои ги има нашиот дописник Владимир Тевчев, кој повторно беше во Прилеп и ја следи ситуацијата. Кривична пријава за злоупотреба на малолетници во политички цели доби денеска Киро Николовски, директорот на Прилепската гимназија Мир Чацев. Му ја поднесе локалната организација на СДСМ. Освен Николовски, кривична одговорност бараат и од уште еден директор на Средното индустријско училиште Ристе Ристески Ричко, чии ученици ги почнуваат протестите и секојдневно доаѓаат во дворот на гимназијата, повикувајќи ги своите врсници да им се придружат. Наместо да ги заштити децата од партиски злоупотреби, што му е должност, Николовски самиот преку партиски говори во гимназијата ги поттикнувал учениците на протести, на кои што се шири национална омраза. Покрај пријавата за директорот на Прилепската гимназија, истовремено поднесуваме кривична пријава против Жарко Темелковски, директор на Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко, за истото дело. Советничката група на СДСМ поднесе иницијатива за вонредна седница на Советот на општината, на која бараат присуство и на градоначалникот Маријан Ристески, кој ги именува директорите. Кривична пријава против Николовски поднесе и родител на ученик во гимназијата. И додека едни бараат одговорност од надлежните, другите продолжуваат со протести. Средношколците од индустријското училиште и утрово се обидува да влезат во дворот на гимназијата, но овој пат директорот Николовски издал наредба тие да не се пуштаат. Во дворот беше видливо и присуство на полицијата. Професорката која се обида да им забрани на гимназијалците да ги напуштат часовите беше и свиркана од демонстрантите. Во меѓувреме, родителите кои вчера протестираа против директорот Николовски обвинувајќи го за политичка агитација, денеска се сретнаа со него. Тој им ветил дека ќе свика совет на родители во проширен состав на кој ќе се разгледаат нивните барања за одговорност. Протестите на прилепските средношколци кои ја поддржуваат иницијативата за заедничка Македонија траат веќе 3 дена. Исто толку учениците не посетуваат дел од наставата. За сега одговорност од надлежните нема. Тоа се најновите информации кои што се однесуваат на случувањата во гимназијата во посредство со индустријското средно училиште Ристе Ристески Ричко во Прилеп, каде што веќе трет ден се случуваат протести во самиот двор, каде се побарува од страна на други ученици на гимназијалците да излезат да се придружат на протестите, откако директорот на Прилепската гимназија Киро Николовски на видеоснимка која беше објавена во јавноста пред 3 дена, побаруваше од нив да ја поддржат иницијативата за заедничка Македонија. Тој во видеото им зборува на учениците дека ќе биде страшно ако се спроведе платформата на албанските партии и ако се воведе двојазичност на целата територија на државата. Тој во телефонски разговор за телевизија 24 вести пред 3 дена рече дека во разговорот не гледа никаква политика, туку национални работи кои како директор, загрижен граѓанин и долгогодишен професор по историја им ги кажува на учениците истото го зборувал во и надвор од училиштето. Според директорот на Прилепската гимназија и другите професори треба да им објаснат на учениците дека се спротивставуваат на албанската платформа и уништувањето на македонските национални интереси. Истото велики им го каже и на учениците албанци. 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да коментирате токму за она што ни е тема – злоупотреба на ученици за партиски цели во политичката криза. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен поздрав. Поздрав и до вас, повелете. Вака, жално е она што го гледаме што се случува во гимназијата во Прилеп. За секоја осуда е однесувањето на директорот, кој што патеме и професор по историја, мислам дека. Да се злоупотребуваат вака учениците и националистички да се ориентираат од млади, да речеме, од таа возраст, е нешто страшно што може да и се случи на една демократска држава, како што се стреми да биде Македонија. Меѓутоа, мене и нешто друго би, да речеме, ме интригира во моментов. Зашто Министерството за образование не реагира на вакви појави?
Каде е сега министерот за образование да каже да излезе или да го смени човеков или да поведе постапка самото министерство затоа што ова е стварно нешто невидено. И би сакал да кажам уште една работа, ќе пробаат да ти се вмешаат во емисијата и ќе го доведуваат во корелација студентскиот пленум и средношколскиот пленум. Па те молам, ја нема да одземам време да објаснувам јајти. Те молам да им објасниш убаво што е студентски, што е средношколски пленум, а какво е однесувањето на директоров и помеѓу време да го погледнат видеото каде што истиот овој човек на 2 август го гази македонското знаме и го пали. Так. Поздрав и се најдем. Поздрав и до вас и ви благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до Богдан 24. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Ова што се случува во мој роден крај, тоа е и мој роден крај, пола на пола сум јас. Так. И од Битола и од Прилеп. Добро. Прво и основно, директор на средно училиште во Македонија да го прави ова нешто, тоа не е дозволиво, затоа што со тоа што го излопотребува учениците во политички цели. Ние зошто да ги труеме младите деца со вакви работи? Ако е тој партиски определен, нека си оди во партијата, нека си го тоа дискутира. Која е таа логика на децата да му ставаме отров во себе, односно омраза национална меѓу албанците и меѓу македонците. Со тоа што тој кажува таму на видеото, што слушаме дека ќе има албанизирање, ќе има двојазичност, не знам, кантонизации, прво и основно досега никој тоа не го дискутирал, нити го кажал некаде, званично. Еве и синоќа на 24 и ТУ тарифи и другите го кажат дека ништо нема менување надвор до уставот и од Охридскиот закон, да се разбериме. Во член 5, во амандман 5, во уставот 50 и член 2, многу е таму прецизирано и кажано што треба во Македонија се работи, како да се работи. Затоа јас овде институционално ќе го поврзам ова прашање. Институцијата Министерство за образование тука најголема вина сносува, затоа што подхитно треба суспензија на тој директор да ги смири страстите во Прилеп во гимназијата, со тоа што таа гимназија Астор Кралевски знае каде се наоѓа, што се наоѓа во Прилеп, една од најаките гимназии во Македонија и да ствара таму револт измеѓу професорите, што сега ве слушаме дека една професорка која што не ги пуштила децата да протестира е истиркана. Так. Сега, овде ќе ви кажам, една игра има од страна на ДУИ. Пазете, немојте да ме сватите погрешно. Министерот за образование не е од опозицијата. Министерот на образование е од позицијата. Так. Тука се во една двојна врска измеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Зошто министерот има државен инспекторат? Зошто тој инспекторат не го пушти во Прилеп и да испита цела ситуација? Ова е срамота да се стварно прави. Тие родители толку се револтирани. Добро. Не може утре може испади ексцес. Може да го линчуваат директорот, луѓе. Добро. Затоа јас како Аспарук повикувам на присебност Министерството за образование се земи работата во свој раце и да го разреши цел овој случај. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. На телефон Лазар Николовски, радио 105 од Битола. Поздрав до вас до Битола, повелете. Ако ме слушајте юристе, овај Николовски, добро, да Киро. Или да го подсетам тој директорот, дека е поголем бугарин од Тодор Живков. Тој. И нека не прави вакви глупости, срамота за прилепчани и за Прилеп, бидејќи Прилеп не го заслужува ова. А што зборува? Како зборува негово право? Бидејќи баба му негова му беше љубовница на многу бугари за време на... Добро, видете, тоа не е важно сега. Тоа го кажувам јас, не вие. Ве молам, не, ама во ред, не можам... Али кажувам дека човекот е поголем бугарин од бугарите. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Ке замолам да не се злоупотребуваат луѓе кои што не се тема на дискусија во целата оваа приказна, особено не блиски роднини. Тоа не го сметам за дозволиво во денешното издание и во било кое понатаму. Кој е било понатаму. Добар ден. Добар ден и поздрав до вашата телевизија. Поздрав до вас од мене, повелете.
После една година добивам, ако ми верувате, линија и некако сум доста среќен. Повелете, нема да зборувам јас, кажете си. Не, нема да видам долг. Значи, докаде дојдовме со оваа работа на вистина, не ми е јасно, а се надевам дека и на 90% народ не им е јасно. Студенти, не студенти, ученици, средношколци да се инволвираат во вакви работи. Па добро, каде е досегашниот, бившиот премиер, пошто толку многу ја сака Македонија? Каде е да излезе и да каже, да им се обрати, ако зборуваме за една демократија, да им се обрати дека ќе се реши работата со политика, а не со средношколците да излегуваат и сето тоа. И на вистина, како предходниот што рече Јавувач кај вас, на вистина родителите се толку нервозни, јас имам и пријатели од тие родители, на вистина ќе направат беља. Кон што цели оваа работа, на вистина не знам. Град како Прилеп не му доликува, бидејќи е еден прекрасен град и не му доликува вакво нешто. 5 мина да си играат со цел град Прилеп, на вистина не доликува. Фала ви уште еднаш и поздрав до вас и до вашата телевизија. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Кога би го отворил некој законот за средното образование, ќе забележи дека во членот 7, за кој што експертите велат дека е прекршен со ова што се случува во Прилепската гимназија Мирча Ацев, вели вака, став 1. Во средното училиште е забрането секакво политичко и верско организирање и дејствување. Став 2. Во средното училиште не се дозволува организирање на верско образование. Став 3. Во средното училиште е забрането истакнување на партиски и верски обележја. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Од Пробишти се јавам, Ацо Спасовски. Поздрав до вас, Ацо, и до Пробишти, повелете. Јас исто, мислам, ги осудувам тие партиски активности. Так. Меѓутоа, мене ме интересира овоа за шарената револуција ли се односи? За кое? Па сега што е за протести. За шарената револуција ли кај што беа ангажирани средношколците и студентите? За средношколскиот пленум ли зборувате? Па зборувам за шарената револуција. Не, мора да правите разлика помеѓу студенти и средношколци прво пред се. Студентите се полнолетни лица и одговараат сами за своите постапки, додека пак средношколците се малолетни лица кои што си имаат родители или старатели. Да, значи едното со другото е комплетно некомпатибилно. На шарената револуција средношколци вриеше ако... Да, средношколците дури имаја и маршеви и протестирање, сега ви го пренесувам она што се случуваше како информација, која што го гледавме и по медиумите, има и маршеви и протестираа вон наставата и кампуваа пред Министерството за образование и наука со дозвола на своите родители и самоорганизирано. А ово сега партиска ли е активност што се случува? Затоа, господине, и го коментираме целото ова. Па не, ово не е партиска активност. Добро. Ово треба, мислам, да излезе целиот македонски народ и тие што се уште под стаклени звона, да видат кој излева и кој протестира. И сега, ако е и мало таму и средношколци, ја верувам дека и нивните родители се биле со нив. На снимките гледате дека средношколците се сами, дека родители нема. Има родители од оние другите кои што се сметаат за злоупотребени. Родителите знаат. Тие се платени од... Кои се платени, учениците или родителите? Родителите се платени од СДС и од Сорос. Вие мислите дека секој кој што размислува поинаку од вас е платен? Не, 100% тврдам. Не мислам, ја знам. Имате докази? Па, најверојатно имам, па зборам. Ке може ли да ве замолам да се сретнеме, да ми ги дадете, за да може тоа да го кажеме на целата јавност, да знае кои се предавниците? Нема проблем. Огнен, земи го бројот од Горан, ќе ти го даде, јави се слободно. Кој Горан? Кога сакаш. Горан Милошевски од... Добро, твојот согање. договорено. Може и да го оставите сега бројот во режијата, ако сакате кога ќе се исклучувате, па ќе ви се јавам за да се најдеме да ми ги дадете тие докази. Важи, нема проблем. Оставете го сега, не се исклучувајте, од режијата ќе ви го запишат бројот и името, за да може да се искомуницираме. Важи. Па вие го имате бројот. Поздрав. Чао. Поздрав до вас, ви благодарам за јавувањето и ви посакувам пријатен ден во Пробишти. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Лезачот Прилеп. Поздрав до вас, повелете. Зошто, господине Млад, мислите дека се злоупотребуваат учениците? Јас не мислам, господине, само едноставно разговараме.
Сте пишале, мислите, Да, тоа е дадена тема. Тоа е дадена тема на која што вие разговарате и го давате вашето мислење. Вие пошто имате потекло од Прилеп, така мислам, да? Не, јас сум роден и израснат во Прилеп и не само што имам потекло, туку таму сум и образован и токму истиот директор кој што е споменат во приказната ми предаваше. Да, вие сте прилепчани. Да. Поточно. Зошто ве чуди во Прилеп да се случува се нешто прв пат кога ќе дојде некое зло нешто, ќе се појави било во државата, било во светот. Добро. Еве да се не вратиме 60 години уназад. Вие како сигурно начитан човек сте, ако не го знаете ова, вие одма проверувате во лаптоп. Добро. Дали знаете што е СКОј? СКОј? Што беше СКОј? Да, знам. Сојуз на комунистичко младина на Југославија, така ли? Дали знаете какви акции вршеа СКОјевците? Тоа беа луѓе од 16 до 17 години. Дали така ли? Добро, тоа се постари малолетници, добро. Па кога имаше зло во државата, тогаш погрешна држава што била, па тие беа први на терен. Добро. Тие од злото, тие први има поддршка и од родителите и од професорите. Ко знаете случајот во Крагуја, за еден ден се стрелали, 7.000. Во Краљево уште црвена земја го викаат градот, од крста на учениците. Добро. Дадени се илјадници, стотици илјади животи на средношколци, господине. Добро. Па тие се, нешто се малолетни, тие се посвесни од полнолетните. Добро. Тие видоа зло во државата. Не еден директор да им каже на некоја школа, тие и да не им кажеше директорот. Тие сигурно сами ќе реагира на ова што го слушаат. И тие слушаат, господине, телевизија. Вие... Тие имаат лаптопи дома. Так, се извинувам. Па треба некој да ги натера кога ќе е мајката татковина загрозена. Вие сметате дека тоа што го направил директорот на гимназијата, дека е правилно или не е? Ја му дадов поддршка, да. Може ли да ве прашам нешто? Да, може, повелете. Вие како го оценувате чинот на директорот на гимназијата со повикот за излегување на протести? Па делимично го правдувам, зашто тој е професор по историја. Тој нешто, сега нек ми спомнавте, има еден вториот, третиот том пуштен, тој се извинувам, не ми текно името, за злото на гегите во Македонија. Најдете ја книгата најново. Во членот 7 во Законот за средно образование пишува дека во средното училиште е забрането секакво политичко и верско организирање и дејствување. А во членовите во Законот Уставот многу работи пишува, ама никој не ги почитува, господин. Па затоа сега би ги читам јас. Дали се уште сметате дека неговото дејствување е соодветно? Ама ја реков дека делимично го оправдувам. Ја го оправдувам од страната што тој професор по историја, многу работи му се познати што се случувале на овие прости. И тој е родител. Да беше професор по физика, немаше да биде делум на оправдувањето? Ако ме прашувате лично мене, јас и да имав 100 деца, сите ќе ги пратив на протести. Ама тоа лично вас, ама вие не сте директор на државна установа. И да бев директор. Да, ја ќе агитирав тие да одат на протести. И ќе одевте дури и на суд кога ќе ви поднесеа кривична пријава за тоа. Да, со сиот ризик по тоа што следува. Значи, вие би отишле против волјата на тие родители кои што сметаат дека ова е погрешно, господине, и би агитирале на тие деца чии што родители го сметаат ова за погрешно, само за да исполните вашата идеологија. Вие милувате со бројки за збориме со факти, така милувате, така ве оцени. Да. Во Пријатската гимназија има негде околу 800 ученици. Дали знаете колку родители се бунтуваат? Само 15-16. Без разлика, господине, дали вие сметате дека тие родители треба да бидат запоставени и тргнати на маргините? А дали треба тие 98% да бидат што сакаат тоа да се случува запоставени? Господине, значи станува збор за државна институција, каде што законот јасно во членот 7 став 1 кажува дека во средното училиште е забрането, значи е кривичен акт, доколку правите политичко или верско организирање и дејствување. Значи, со самото непочитување на законот, вие автоматски не ја почитувате ни државата. Затоа што некој го изгласал тој закон уште многу одамна. Законите се менлива категорија. Државата е загрозена, млад господин. Дали сметате дека со ова би требале да го смениме членот 7 став 1 и да се дозволи политичко дејствување во образованието? Ја мислам дека треба да го смениме малку ние мозокот македонците, да ќе сакаме повеќе Македонија. Тоа е абстрактна работа, господине. Зборуваме сега за закони. Законите се екзактни. Не сум легалист. Не сте легалист? Не. Ви благодарам за јавувањето, тогаш поздрав и пријатен ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Имаме. Да, ве слушам, повелете. Многу простор му остави на овој. Да и вас ќе ви оставам исто толку простор. Треба и што не треба. Мислам, конкретно е, закон постои дека политичко агитирање и не знам како да го речам веќе... И верско, политичко и верско дејствување и агитирање и организирање.
плюс имаме и закон за заштита на децата, каде што Следно ми беше тоа за читање. Го имам јас тој закон видено и таму си пишува дека децата треба бидат заштитени од политичко и верско убедување. Так. Мислам, јавно дома можете да си правите што сакате. Меѓутоа, во институција ваква, кај што директор има одговорност, не смее да се случи. Сега да му кажам на овој прилепчанецов што се бунтува, ако толку многу си ја сака Македонија, треба никој пат веќе за овие бугарофилија да не гласа. Так. Какво е тоа понашање? Ќе го криеме криминалот на Груевски и ќе излегуваме на протести. Зашто? За кого? Ајде се изнервирав, не можам повеќе. Пријатно до вас, не се нервирајте, ви посакувам пријатен ден. По однос на законот за заштита на децата кој што го спомена и гледачот, кој што им беше наред за да го прочитаме, затоа што експертите исто така многу добро го посочија, членот 12 во овој закон, чиј што консолидиран текст последен од 2015 година, во ставот 4 вели вака: се забранува злоупотреба на децата поради политичко или верско организирање и дејствување. Став 5. Се забранува вклучување на деца во вооружени судири и нивно регрутирање во единици кои изведуваат воени или други дејствија. Став 6. Државата и институциите на системот се должни да ги преземат сите потребни мерки за да ги обезбедат правата на детето и за спречување на сите облици на дискриминација и злоупотреба, без оглед на местото каде што се извршени овие дејствија, тежината, интензитетот и нивното времетраење. Значи, повторувам, државата и институциите се должни да ги преземат сите потребни мерки за да ги обезбедат правата на детето. И во ставот 7 се вели дека секој граѓанин е должен да пријави пред надлежен орган каква било форма на дискриминација, злоупотреба и искористување на дете во облиците наведени во ставовите 1, 2, 3, 4 и 5, во четвртиот став веќе споменав политичко и верско агитирање, на овој член и тоа веднаш по стекнувањето на сознанието за настанот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Значи, ево господинот пред него што дискутираше, да каже дека не бил легалист и не знам што, и дека би ги повел сите деца со македонски знамења, јас сум македонец председ, да демонстрират и така. Што би било кога и албанците би извадиле деца, и тоа би било циркузијада, права циркузијада, и ете го ратот од кој нема враќање. Значи, македонците, за овој што дискутира од Трилеп, ако е Трилеп, нели се прат големи патриоти, и ако си тие пред воопшто не е ни битна македонците, ги сум сите дека се исти од Вардарска и Пиринска Македонија. Меѓутоа, овој од Прилеп некако, така да кажам, чалам дига дека се најголеми македонци во Македонија и они се би направиле 15 родители само, другите биле за тоа. Па дали размислува да кој искочат од тето од Гостивар од Скопје? На што тоа ќе биде? И не случајно е речено во законот, ти го прочита, дека средношколците апсолутно не смеат, бидејќи се малолетни, сите ситуации дека не смеат да искачат. На што ќе личи? Значи, дискутираме како луѓе, не како албанци, македонци и власти или не знам што. Дали имат чество за ова Македонија? И тука би завршил. Да не дискутираме децата, старите би излегле Македонија, доаѓа опрашање. Едно единствено е битно и најбитно. Дека криминалецов Груевски со неговата врхушка е оплячка Македонија, нека зборат за тоа, а не зборат за друго. А ако дојде до делење на Македонија, сите македонци, вакви или такви, ќе се бориме за да ја заштитиме. Дали од бугари, албанци, срби или грци на крај крајва. Пак еднаш кажам и пак ќе кажам. Еднаш не поделија, како ние македонците да се несеме, најверојатно пак ќе не поделат. Затоа треба македонците малце повеќе да мислиме за оваа Македонија. Фала ви многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Првен ти наоѓаме на замерка на водењето на емисијата. Овие што ти се јавуват, сакаат да ти ја расипат прекрасната емисија. И не им дозволуј, не флевај во такви дискусии што немаат врска. Мислам, они ги сеќаш колку се нервозни, колку се безобразни, колку се груби према тебе. Што ти им направи? Оти они крадат, ти си им крив. Оти сакаш вистината да ја дознае цел народ, ти си им крив. Како не им е стран, ти имаат ли огледало да се погледнат криминалци, арами и бранат? Милиарди однесоа, утре внуците, нивни и синовите и децата ќе ги осудуват. Како не се срамат да се јават од озгора?
деца ти да злоупотребиш, па тоа е врв на нечовештвото, бре. Убаво кажа овој претходникот, ако треба Македонија, сите ние ќе ја браниме. На која Македонија они се повикуваат ДПМН, ВМРО, што биле за бугарите, што работеле 45 година. Па нашите стваране, мојот потомок, татко ми од 43-та е првоборец. Бил на сите фронтови. Он ќе ми кажува мене ја да напуштам државата, он бил македонец, а не сум. Ако треба, убаво кажа претходникот, сите ќе ја браниме Македонија. Никој не ни е дели, никој не ни е раштура. Тие се прости луѓе, не се испаднати од дома. Не знаат што значи да бидеш скратен. Не значи што значи пазар, без пари, без економија, нема држава. Не те сакаат дома ако пари не носиш. Луѓе, освестете се. Се однесоа. Кој е ВМРО зборува тони? Кочан, Елвировиќ, Мелвировиќ, Павловиќ, Бајрам, кој е ВМРО-ни? Кој македонци се кажи? Па ни го изнесува цел капитал странците, бе, тие не се македонци, бе. Ние македонците, што сме лојални, останаме во оваа држава. Так. Што сакаат уште? Нека не се прават палјачовци да испалјаат криминалците да ги штитат. Добро. Имаме и ние стрпени, и ние живци имаме. Они се 50.000, ние сме 500.000. Милионки им испаднеме. Ама не е тоа решението. Кој ќе се разбудиме, кој ќе видиме што сме направиле. Извинете, ништо. Бев малку возбуден, благодарам пријатно. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Во коментарите своји гледачите на оваа емисија на фан страницата ќе речат Бранко вели Огнен, ова е очигледен пример каде министерот е од ДУИ, а директорот е од ДПМН и ова е меѓупартиска спрега која работи координирано како да се спречи формирање на нова влада и со тоа да се спаси криминалот на коалицијата ДПМН и ДУИ. Додека пак Филип ке рече, Огнен, јас имам учено во гимназија Мирче Ацев, тој исти директор кога ние 5 души протестиравме против екстерно тестирање, нормално вон настава, тој истиот ни се закануваше со бркање од гимназијата и ни кажуваше дека сме платени од СДСМ и Сорос и дека не смееме да мешаме политика во училиштето. Дали сега ова не е мешање во политиката? Поздрав. Понатаму пак, добро, Сашо вели, а колку пати албанските, само да најдам каде му почнува реченицата, прво не се сите средношколци малолетни, а второ заборавате дека тие малолетни средношколци спонтано лежеа во дворовите на школите. Учениците действуваат надвор од школото затоа што се работи за нивната иднина, треба да сватите дека учениците не сакаат да учат албански јазик. До кога ќе лажите, со закон беше воведено екстерното полагање, а сепак по наредба половина од учениците протестираа и бојкотираа настава. Колку пати албанските ученици протестираа за промена на имињата на нивните школи. Жаре вели, директорот се товари затоа што во деновите 13, 14 и 15 овој месец ги поттикнувал и му возможувал и не дозволил да се одвива воспитно-образовниот процес на дел од наставниот кадар, им ги одземал дневниците за евиденција со цел да не го евидентираат отсуството на учениците и на таков начин на учениците им гоускратил правото на образование спротивно на Законот за средно образование, статутот на училиштето и без претходно донесена одлука на училишниот одбор. Ова е класичен пример за злоупотреба на деца во политички цели и секој оној кој учествувал во процесот на неговото игнорирање и негово поттикнување и оправдување е должен да сноси одговорност, завршува Жаре. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Во програма? Да, вие сте, повелете. Сакам да го поздравам последниот господин што се јави, сигурно има некој проблем здравствен. Дајте му некој лекарство, понудете му нешто, нека се лечи, затоа што сигурно е премногу искрустиран од настанатава ситуација. Добро. Толку, ништо од мене. Нека се лечи, оти има некој проблем сигурно. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и посакувам пријатен ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Ве поздравувам. Прв пат е овам во емисијава. Мило ми е. Можам да ти кажам, цела година вртам. Се надевам дека нема да биде така следниот пат. И јас се надевам. За темава да кажам. Ајде. Децава што ги злоупотребуваат, тоа е најголемата катастрофа за Македонија. А едното, јас сум албанец, ама нема да зборувам само за албанците, ќе зборувам за сите. Добро. Ако имате од едната страна ѓаволот и Груевски, народот ќе го одбере ѓаволот. Значи, Груевски е по ѓавол од ѓаволот. Пријатно ве поздравувам.
Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Рајна на Facebook вели: Боже мили, Огнен, јас мислев дека мудроста доаѓа со годините, да ги тераш собствените деца да ги бранат криминалите и да ги прекршуваат законите кои ги донесоа нивните патриоти. Им порачувам, јас сум македонка и се срамам од нив. Срдечни поздрави, мудар Огнене. Поздрав и до вас, Рајна, од мене. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Има. Ве слушам, повелете. Има. Здраво, Огне, прв пат се јавувам. Здраво. Абе види, супер емисијава, малку да ги смениш темиве, нешто убаво да дадеш за годишни одмори, за одење, за провод, за забава. Ова секојдневниве теми, им го изми мозокот и на нормалните и на ненормалните. Се согласувам, да ви кажам искрено. Како тој диагностичарот што се јави пред 2 минути, ја не сум политички определен. Сите овие што се јавуваат во заштита на криминал, има во недела кај Јовица Угриновски, овој професоров, неврохирургов, бесплатна лоботомија прави. Може да отидат комплетно сите да им направи, и така во Македонија нема потреба од голем мозок, да им го извади големиот мозок, зашто нема потреба во оваа држава и сите што се на раководниве функции, сите се со пола мозок. Све се лоботомци. Ја ги викам ромбоидни мутанти. Нека си отидат, нека им направат една лоботомија, може би малку ќе се освестат, па ќе биде еден ден и ова држава. Што да ти кажам друго, Огне? Така. Треба реално да се гледаат работите во државава. Во заштита на некој криминал, абе тоа никаде го нема. Јас да ти кажам искрено, пред нова година бев 45 денов шутка ме однесла за 700 евра долг. Немав да го платам, ми дојдоа, ме спроведоа, 45 дена си ги одрапам. Во таа шутка 80% внатре луѓе се, што не треба да се таму. Не викам дека и ја може не сум требал. Так. Ама, како да ти кажам? Со мене беше генералот Горан Стојков, што 40 месеци притвор беше осуден од таа некоја афера шпион што му извадија, затоа што пружил отпор у кабинет на Мијалков, на Груевски. Такви, да ти кажам дека 80% беа внатре и од тие диво населје што појма немаат тие дечките зашо се таму. Ви благодарам, тука сте не? Да, ви благодарам за јавувањето и за споделувањето на личното искуство кое што сте го имале со притворите и искрено ви посакувам да бидете добро во следниот период. Единствено само за крај ќе прочитам до објаснување на адвокатот Жаре Стевановски, кој што ни бил гостин овде, кој што ни пишуваше по однос на прекршувањето на законот, кој вели како овластен полномошник од страна на родител на ученик во гимназијата Мирча Ацев, денеска од директорот во име на родителите побара веднаш да престане со злоупотреба на учениците во партиски цели и да им обезбеди непречено одвивање на образовниот процес. Воедно го известив дека основното јавно обвинителство Прилеп ќе биде поднесена кривична пријава за злоупотреба на службената положба и овластувањата кои ги има како директор, кој е нешто после средбата и го сторив, а потоа ви прочитав што е сето тоа. Поздрав до вас, се гледаме по дневникот во 17 часот, а во продолжение следуваат токму најновите информации. До тогаш пријатно од мене.